Оптимистички прогнози на стручната фела. Брзото ширење на омикрон варијантата ќе значи и крај на пандемијата во рок од 6 месеци, вели микробиологот Никола Пановски. Тој смета дека најголем дел од случаите, особено младите, кои ќе се заразат со новата мутација, ќе имаат лесни симптоми на болеста. Сепак, ненавременото носење на рестриктивни мерки ќе значи и дека бројот на нови случаи значително ќе се зголемува. А она што загрижува е колку од нив ќе завршат во болница. Кај нас има друга стратегија која, ако гледаме што се случи во јули месец, катастрофа, да чекаме да се покачи бројот, е доцна. Ги разбирам дека пак кога направите од 15 декември ништо не се случи, сте делувале на економијата. Меѓутоа, ако закасните, ако утре испаднат 600 случаи, така. 700, готово е. Тоа е отидено. Така. Возот тргнат. Возот тргнат. Уште една работа моја... по 5 дена ќе имате 1200, 1500 така. И мерките веќе се стануваат небезвредни, да. Недостигот на унифициран протокол за лекување на пациенти со COVID-19 и погрешните рестриктивни мерки кои се носеа во интерес на економијата се причина зошто Македонија се најде на високото трето место во Европа по смртност од коронавирусот, алармира професорот Пановски. Тој вели дека 2 години од пандемијата здравствените власти се уште не научија кој е вистинскиот начин да му се застане на патот на вирусот. Да имате вие 3,7%, ако се точни бројките. 3,7, значи имаме мерење на смртноста според број на милион жители. Така. И на тоа сме трети во Европа, после Бугарија и Босна. И имате case fatality rate, кај што се гледа од случај колку имате смртност. Така. Кај нас, у Словенија тој ќе се е 0,9%, кај нас е 3,8%. И расте. И расте. Гледате, ние имаме малку случаи, секој ден по 15 умрени. И да имате 2,5 пати поеше од Албанија, од Србија и од Косово. Кој сепак не се Данска и Холандија, да. Од Косово да имате двојно повеќе и да не прашате што е проблемот со нас. Дали статистика нечин, што не верувам, дали малце тестираме и да не викнете некој што подобро знае. Некој што подобро знае. Да не викнете да кажете ова вака не оди. Дајте луѓе да викнеме некој човек да помогне. Од странство нека дојат 5 души. Во однос на мерката за задолжително носење на заштитни маски во училиштата, професорот апелира таа да се укине на стартот од второто полугодие, бидејќи според него децата се најмалку изложени на удар на вирусот.